Што велат резултатите, каква е проценката за нивото на корупција во локалните средини? Кавадарци беше дел од овој проект. Да, Кавадарци беше дел од овој проект. Се работи за истражување спроведено во 5 општини: Гостивар, Куманово, Кавадарци, Битола и Штип. Идејата беше да се идентификуваат ризични области за корупција на локално ниво, при што беа истражувани главно перцепциите и искуствата на граѓаните. Резултатите покажуваат дека граѓаните сметаат дека корупцијата е зголемена во последните 10 години и дека тоа зголемување е прилично високо. Понатака, како главни области, сфери ризични на корупција ги издвојуваат здравството, судството и полицијата. Кога станува збор за Кавадарци, судството е повеќе издвоено од другите области. Во поглед на причините зошто не би пријавиле корупција, граѓаните идентификуваат пред се, покажуваат недоверба кон институциите на системот. Сметаат дека нема ништо да се превземе по нивната пријава или дека доколку се превземе, постапките се долги, институциите се нефункционални и тоа е главната причина зошто не се решаваат да пријават корупција. Кога станува збор за нивните директни искуства, релативно низок процент ни одговорија дека имале искуство со корупција во текот на минатата година, околу 8%, при што, кога ги прашавме дали имаат познаник кој имал искуство со корупција во претходната година, тој број нагло порасна на некои 20%. Запрашани дали тој познаник, бидејќи мора да се оди посредно преку овие прашања, сепак станува збор за деликатни прашања кои вклучуваат незаконски активности, испитаниците одговорија дека дури 2/3 од тие на кои им било побарано мито, дале мито во текот на претходната година. Каде гледаат излез од цела оваа ситуација, што би било спас за нив? Тие спасот пред се повторно го упатуваат кон институциите, сакаат да видат функционални институции, сметаат дека антикорупцијската комисија, дека судовите, обвинителството треба повеќе да подобро да си ја вршат работата. Она што загрижува е што не гледаат, немаат само перцепција за свое позитивно влијание во овој домен, че не сметаат дека тие како граѓани можат да направат многу, што не е вистина. Тие можат да направат многу, можат да не прифаќаат да учествуваат во такви активности, можат ажурно да ги пријавуваат овие активности, меѓутоа тоа што загрижува што сепак не гледаат во себе таков потенцијал. Што конкретно денеска на настанот во Кавадарци ќе се случува? Денеска на настанот во Кавадарци ќе ги презентираме резултатите за 5 општини, ќе издвоиме аспекти кои се специфични за Кавадарци и со представници од јавните институции ќе разговараме за проблемите и за тоа кои стратегии можат да се превземат за подобрување на состојбата. Анализа за перцепцијата на корупцијата на локално ниво ни беше предизвик, бидејќи, како што знаеме, во земјата има многу анализи кои мерат перцепцијата на граѓаните, ама сето тоа е на централно ниво, постои индекс на корупција и така натаму. Но ние, бидејќи сме невладина организација која делува локално, креиравме идеја за да се мери перцепцијата на граѓаните за корупцијата на локално ниво, зашто знаеме дека и на локално ниво тоа е многу присутна и не е толку присутна како голема корупција на централно ниво, но сепак ги засега граѓаните, ги ја намалува довербата кон институциите и така натаму. И дојдовме на поддршка од страна на УСАИД, проект за граѓанско учество, и реализиравме анкетата која е многу така добро прифатлива од страна и на локалните самоуправи и на граѓаните, но и на самите институции кои се дел од нашето истражување. Цениме дека ова ќе биде една добра основа за преземање на акции, за подобрување на политиките во насока на намалување на корупцијата и на локално. Колку граѓани беа опфанати со анкетата конкретно во овие градови каде што се вршеше истражување? Анкетата е на два дела. Првата е анкета со граѓани, 600 и нешто е примерокот, и вториот е разговори со засегнати страни, засегнати актери кои се од локалната самоуправа, од невладините институции и така натаму, и разгледување на документација во врска со проблематиката корупцијата, и сето тоа во една добра синтеза резултираше со овој извештај. Во Македонија нација треба да се има поголема решителност за борба против корупцијата. Има зборови над се дека ние сме за борба против корупцијата, но
во реалноста малку има акција, малку има завршница на сите тие коруптивни афери кои се во земјата и цениме дека секоја борба против корупција на локално ниво ќе даваше поттик и на корупцијата на централно ниво, значи може да се апси еден локален шериф, што би се рекло ако е корумпиран, така може да се апси еден директор на една јавно предпријатие, централно јавно предпријатие. Корупцијата е длабоко навлезена во сите пори во општеството. Тоа впрочем ни го кажува и последниот извештај од Transparency International, каде што Македонија е рангирана високо меѓу најкорумпираните држави во светот, односно на 111 место. И тоа е доволен знак да каже дека институциите мора да почнат подлабоко да работат и со малце поголем ангажман и посветеност во борбата на намалување на корупцијата. Општина Кавадарци, јас како представник на општина Кавадарци, можам да кажам дека сум многу задоволен тоа што се работи на локално ниво и истите можеби мерки и техники за намалување на корупцијата треба да се применат и на државно ниво. Корупцијата најчесто доаѓа од изгубената доверба во институциите. Тоа впрочем требаше да биде специјалното јавно обвинителство, требаше да биде институција која што требаше да ја зајакне довербата во граѓаните, но случи нели сосема спротивното и од тој аспект сметаме дека мора да се врати назад довербата на граѓаните. Што е тоа општина Кавадарци што го прави за да се врати довербата на граѓаните е дека ние како општина во изминатите истражувања бевме рангирани на 48-то место по веб транспарентност, но меѓутоа во 2018 година дојдовме на 4-то место, со многу заложби и напори на администрацијата, на општинската администрација и сега во овој нареден период исто така че посветиме поголемо внимание за да ја качиме таа транспарентност на повисоко ниво. Што е тоа што општината го прави, отворена е за граѓаните, користи повеќе алатки како што се собери со граѓаните, вклучувањето на граѓаните во процесот на донесувањето на одлуки на локално ниво, посветеноста на нашиот градоначалник на отчетноста како ги потрошиле парите на граѓаните на годишно ниво е пракса во општината и тоа се случува секоја година и сметаме дека ваквиот тип на алатки, користењето на алатките со кои повеќе ќе се приближиме до граѓаните, ќе ја зајакне довербата во институциите, а преку тоа и ќе се намали корупцијата.